сите и добравте во моето ново видео. Како што гледате денес по насловот, конечно после долго време ви снимам Q&A, односно одговори прашања. Тоест јас ви одговарам на ваши прашања што ми ги поставивте на моето Instagram story. Така да ајде заедно да започнеме веднаш, затоа што ги имам доволно за да биде долго видеото и да се зборува малку поопширно и подетално. Така да, ако се уште да ве потсетам, ако се уште не сте субскрајбнете, ставете лайк, земете си пуканки или нешто смоки или нешто грицки, затоа што ова видео ќе биде долго. Прво прашање имаме колкава си, не знам кое е значењето на тоа прашање, дали е колку сум висока или колку години имам. Ако е колку години имам, ќе правам 18 години оваа година, ако е колку сум висока 160 сантиметри. Од прилика. Ни помалци, ни повеќе, мислам дека така негде. Ако сум 6 нешто или пак не верувам дека сум 59, така да мислам дека 60, 160 така нешто. Ако би морало да се преселиш од Македонија, во која земја би било, ама да не е од Европа? Не знам искрено. Но ова прашање не знам како да одговорам, пошто мислам дека не би се, ако би морала. Не знам. Каде што ќе најдам услови, прилика и најдобро каде што ќе биде за мене и каде што ќе можам да преживеам, веројатно. Следното прашање е што е тоа што те прави среќна? Што е она што те прави среќна? Конкретно или на прво место, дефинитивно би ставила, сега не знам дали ќе добиам хейт коментари за ова или пак ќе речете пакти со тоа или пак не знам, секој има различно мислење, ама според мене и во мојот живот и мене лично, најмногу ме прави среќна тоа што знам дека Бог е секогаш со мене. Релацијата, врската со Бога. Релацијата како помеѓу дете и татко. Или како помеѓу мене и најдобар пријател кој што знам дека нема никогаш да ме изневери, никогаш да ми забие нож во грбот, како што денес многу често се случува. Знам дека не е дволичен, знам дека не зборува лошо зад мене, зад мојот грб. И така, Бог, ако читате Свето писмо, сите го знаете Бог колку е добар, колку е милостив, колку е совршен. Така да, дефинитивно тоа на прво место, а друго, на второ место што би ставила, нешто од ова јас што правам. Или би го ставила семејството, да речеме, може би собирките со семејството, дружењето со семејството. И на трето место би ставила, што би ставила на трето место? И на трето место тоа што јас си правам е снимањето, веројатно. Така да, без разлика дали е Get Ready With Me на TikTok или влог на YouTube, така да снимање воопшто. Следно, не е прашање, туку ова беше предлог од Mrs. Store за соработка. Така да, веќе таа соработка ја направивме. Ако немате се уште видено, одете на мојот Instagram профил да видите, затоа што да видите што ми пратија како PR пакет. Прв откако почнав да снимам и многу сум благодарна за тоа, ви благодарам многу. Омилено сведоштво имаме следно прашање. За тие што не знаете, сведоштво се мисли на приказна, да речеме, од нечи живот, од некој човек што споделил како Господ му го сменил животот, како од пример, да речеме, од депресија дошло до тоа што е денес, односно до спасение, до Бог како стигнал, како моето сведоштво што го снимив. Ако го гледавте. Ако не, еве тука или тука кај да е, ќе го гледате, да така. Омилено сведоштво, пошто имам многу и следам доста сведоштво, само онака читам од интернет и секојдневно онака имам некое друго сведоштво, ново, поново. Вака од најфреш што го знам и што наистина ме доприло и наистина ми значило што го слушнав и бев многу радосна за тоа. Тоа сведоштвото на една моја пријателка, другарка, Весела се вика, поздрав до неја ако го гледаш видеото, поздрав до тебе. Тоа е како Господ е спасил од тоа да не оди во кочани. На денот кога се случи, нели, тоа во дискотеката, трагедијата. Така да, наистина тоа е многу утешувачки, затоа што кога Господ го имаш, тој те спасува од такви ситуации. Некогаш ќе ти каже не оди таму. Не затоа што не сака да одиш и да си среќен или не знам, да се дружиш со други, туку затоа што сака да те заштити од нешто кое што ти не знаеш дека ќе се случи, а тој знае. Така да, затоа сакам, затоа е многу важна врската со Бог, многу е важна односот што го имаш со Бог, односно комуникацијата, блискоста со Бог е многу важна. Сега си имав ставено две сториња, едното пред долго време и едното пред неколку дена. Така да, првото прашање од тие прашања, што пред неколку дена го ставив сторито, е како ќе се вика бебето, ако е машко, а како ако е женско. Тоа не можам да го споделам, наискрено,
затоа што не знам јас дали сестра ми сака да каже и мислам дека вака од нас, од семејството, мислам дека, барем јас така мислам, дека сум единствената, освен нив двајцата, сестра ми и зедот, што знаат што како ќе се вика. Јас веќе имам две имиња, и за машкото и за женското, мислам по едно име, и за едното и за другото, што знам дека, што ми каже сестра ми дека можно така да се викат. Ама дали ќе ви споделам, не знам, но ако случајно сакате, и ако сестра ми сака, пишете вие во Q&A кога ќе снимеме на стори на Инстаграм, кога ќе ставам стори за да снимаме со сестра ми Q&A, пишете таму, прашајте, па ќе видиме дали сестра ми ќе ви каже. Следно прашање имаме омилено јадење дефинитивно во последно многу ми се допаѓа и така ми е едно јадење за кое многу се радувам кога мајка ми ќе го сготви, а тоа е, со другарка ми дискутиравме, но не знаеме име, ама тоа е во главно состојките што се внатре, се многу симпл и можеби и вие знаете и можеби ќе ви текне. Тоа е стек или пилешко месо сечено на парчиња, нели како знаете, за не многу ситни, ни многу големи, доволно за еден залак да речеме. Внатре има и печурки и главното она што го прави посебно и превкусно е павлаката или крем, како и да се вика тоа за готвење, што се става внатре и за да тоа го прави како бело, нели? Пошто нели павлака или како и да се вика. И тоа е превкусно, има и компири, заборав да кажам, компири внатре, да така да е превкусно и многу ми е, тоа ми е on top моментално и оваа година воопшто од како почна. Следно прашање, омилен библиски стих, имам неколку, но од тие неколку ќе извојам два кои што ги памтам, кај се наоѓаат. Прв, кој што сите го знаете, е Јован 3:16, 3 глава 16 стих. А тоа е зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што ќе поверува во него да не загине, туку да се здобие со вечен живот. Да така тој ми е on top и верувам дека на повеќето тој е омилен, што читаат Библија и што не читаат, што го знаат. И следен што уште на почетокот кога поверува во Бога ми остана прв омилен беше Римјаните 12 глава 12 стих. Се не се сеќам како беше добро, но ќе го видите тука и ќе го прочитате и ќе видите дека е охрабрувачки и утешувачки. Има многу други кои што сега не знам да ви ги кажам, но дека сум читала ми се допаднале, па сум ги обележила, па ми останале на срце, но тие сега да ви кажам кои каде беа не се сеќам искрено. Но со текот на времето на читање и јас сакам да почнам малце повеќе да меморизирам библиски стихови, не за да се фалам, туку затоа што Библијата треба да ја користиме како оружје во моменти на слабост. А за ако сакате за тоа посебно видео и тема, за таа тема посебно видео, пишете во коментарите тоа како да користиш Библијата во слабости, како оружје, како меч против ѓаволот. Затоа што наистина тоа е многу убава тема и многу важна. Но така да ако сакате пишете во коментари, затоа што знам дека има неколку од вас што се заинтересирани за оваа тема, за оваа содржина, да така да пишете во коментари. Бренд на кола е следното прашање. Од моите другарки не како хейт, туку како поинаков став добивам, односно тие се за повеќето од моите другарки се за Ауди, а знаете колкава е конкуренцијата помеѓу Ауди и BMW. И навистина се малце, кога им спомнам дека BMW ми е омилена кола, си дадат како да не, Audi on top. No way! Поздрав за Ангела, by the way. Значи, BMW со сигурност, 100%, затоа што ми се многу убава кола ми е. Може би има лоши некои модели, ама според мене сите се убави на свој начин. И јас не сум против Audi, ниту против никоја друга кола, ама мене што ми се допаѓа посебно колата се BMW, марката BMW. И како им е и дизајнирано и сето тоа многу ми се допаѓа, затоа што не е толку симпл и не е толку секој да го има, знаете. Некако ми е посебно. Зима или лето? Не мувата, се надам дека не ја гледате или мушичко што ја не знам. Anyways, зима или лето? Па ми овие две зима. Не, што зборам, лето. Ако би било од сите 4, есен ми е on top секогаш. Така да, не знам зашто ме есен не сакам, затоа што веројатно ми е тогаш роден денот, да случи се. Што мисла имаш за метал музика, посебно од 80-тите? И после нешто пишува и, ама не го пишува цело прашање, зашто не знам. Сека видиме метал музика не знам, сека видиме поточно што е тоа. Сека видиме, ајде видиме. Искрено ќе кажам, еве, да не бидам осудувачки или онма да напаѓам со
свој став. Еве ќе кажам лично, мене ваквата песна не ми се допаѓа, затоа што тој начин на кој што пеат, нели малце погласно, мене не ми се допаѓа затоа што јас сум личност на кој што во последно и овие неколку години многу ми се допаѓаат малце посмирените песни, како што ти носат мир и радост, може би да нешто весело сакам нормално, кој не сака, ама толку вакви не агресивни, туку како ни нападни, не знам каков збор да најдам точно за овие песни, ама вакви песни не се мој вкус. И што мислење имам, според тоа може би нема врска, ама многу често има, да речем спотот, ако ова се рачуна како спот, на песната не ми се допаѓа, затоа што не знам. Многу сум на тоа, многу му давам акцент на тоа што има во сликите и кој е текстот, не го видов текстот воопшто. Ама ова што ви кажав малце што е начинот на кој што го пеат, според мене, за мене не би слушала вакви песни. И моето мислење е дека се според мене малце агресивни и не се за мој вкус. Така да јас слушам, како што кажав, смирени и малце посмирени песни. Дефинитивно посмирени, не малце, туку дефинитивно посмирени. Следно прашање ни е град, земја што најмногу сакаш да ја посетиш или да го посетиш. Имам кажано за земја, тоа е Швајцарија сигурно, а за град вака посебно некој што би сакала да го посетам. Се може би испаднам како многу да сум обсенната со Швајцарија, ама дефинитивно би било во Швајцарија. Моментално не ми текнува друг град, некој што ми останал впечаток. Овие Париз, Лондон, тие некои такви сега не ми суди, искрено не се паѓа мој вкус, не сакам гужви, не сакам такви малце. Добро да сакам, може би да поидам некогаш ако воопшто имам можност, ама во такви каде што имам многу гужви, како на пример, не знам, во други држави каде што има многу гужви, по пример Јапонија, таму знам дека има, значи дефинитивно има многу. Њу Йорк, пример, no way, нема шанси, не ќе во такви додам, каде што има многу луѓе. Не затоа што сакам да се изолирам или не сакам луѓе, туку затоа што некако многу е нападно, многу луѓе не сакам искрено. Сакам на малце вака по природно место каде што сум родена, а тоа е на село, окей. Ама пак, ако би одела во друго место, би сакала каде што има помалце луѓе, а Швајцарија баш мислам дека така малце и по природна земја, малце според она што гледам на интернет, како повеќе природа и сето тоа, така да мислам дека дефинитивно Швајцарија и кој било град во Швајцарија. Мислам најубавиот, не знам кој е, ама во најубавиот би одела. Ми се допаѓаат овие прашања сега. Како да го прифатиш Бог во тебе? Како да ми ги прости веројатно гревовите и повторно не се гледа прашањето надолу? Прво, како да го прифатиш Бог во тебе? Пред се, треба да осознаеш колку Бог те сака, што се тоа има за тебе направено. И многу е важно да знаеш дека тој толку многу те сака што се ти што требаше да направиш за да ти ги прости гревовите, за да се спасиш, се Исус направи за тебе. Тој Исус е Божиот син. Имаме Свето Тројство, имаме Бог Отец, Бог Син и Бог Светиот Дух. Бог Отецот е тој што управува со земјата, Синот е тој што дојде и ги спасе луѓето и донесе спасение и откуп и што е посредник помеѓу луѓето и човекот и патот преку кој што се оди кај Бог. И Светиот Дух е тој што Исус ни го прати, го замоли Отецот да ни го прати, нели, за да ни помага, да ни е утешител, да е секогаш со нас, иако Бог општо е секогаш со нас, но и Светиот Дух да е секогаш со нас, тој да ни зборува што како треба да правиме и тоа што го зборува врската и односот и релацијата со Бог е многу важна и така Светиот Дух ако го имаш, тогаш уште е поблизок си со Бог кога го имаш и Светиот Дух, затоа што тој ти зборува и во срцето, и во умот, во секоја ситуација, во секој миг. И те утешува кога ти е тешко, и ти кажува Божите ветувања и Божите вистини од Светото писмо, односно од Библијата. Како да го прифатиш Бог е тоа што прво тоа ќе го осознаеш дека Бог многу те сака и дека се направил за тебе и дека ти сега имаш таа можност, таа благодат, односно Божи дар да живееш живот во слобода од гревот, но во релација и блискост со Бог. Односно, ти ќе бидеш слободен од гревовите, тоа не значи дека ќе бидеш безгрешен, ќе грешиш, ама ќе знаеш дека Бог ти простил, дека Исус веќе обезбедил за тебе спасение и прошка за гревовите. Друго е тоа дека откако ти биле простени гревовите, не значи дека ти можеш да продолжиш да грешиш намерно. Значи со мислата дека ако грешам нема гајле, пошто Исус нели умре за мене. Нема гајле, ќе си грешам. Не со таа мисла, туку со тоа да гледаш секогаш кон Бог оно што го направи Исус за тебе, никогаш да не чувствуваш, тоест да не дозволуваш таа вина, ако некогаш почувствуваш вина, да те оддалечи од Бог, односно да те направи да се чувствуваш дека не си достоен, туку секогаш да знаеш дека Бог си обезбеди за тебе и прошката
дека може да те прости Бог во секој миг, секој час, што и да си направил, тој ќе те прости, затоа што тоа што Исус го направи, никој друг човек не може да го направи, затоа што Исус беше совршен, без грев. Потоа имам надолу, не знам, уште нешто, како да ми ги прости веројатно гревовите, е тоа што ќе се покаеш, ќе кажеш Боже мој, а искрено, многу е важно пред Бог искрено со своји зборови да зборуваш, како да зборуваш со твојот татко или со најдобар пријател, некој што ти е ептен близок. Така зборувај со Бог, не е некој, Бог тебе ти е татко. Тоа е најважно да го сватиш, дека Бог тебе ти е татко и така треба да го гледаш. Значи тој те сака и сака да ти прости, сака да те ослободи. И Бог, многу е важно да запамтиш дека Бог не те мрази тебе, туку го мрази гревот. Океј? Тебе те сака, но го мрази гревот. И затоа важно е, како за да ти ги прости гревовите Бог, да кажеш Боже мој, сакам да те запознам повеќе пред се, нели велиш да го прифатиш, се уште веројатно го немаш прифатено. И кажеш Боже мој, сакам да те запознам кој си. Сакам да те запознам и да ми станеш татко, како што вели Библијата дека не си татко. Сакам да те запознам како свој татко и како Господ, како Спасител. Кажи го тоа искрено и од срце. И Бог знае и гледа што има во твоето срце. И знае дека си искрена и дека навистина сакаш да го запознаеш. И кога навистина искрено ќе го кажеш тоа, Бог ќе навистина ќе ти се открие. Исто дека ќе кажеш Боже мој, се извинувам што признавам дека грешев и дека бев грешна и дека многу работи направив против тебе. И затоа сакам да те запознам и да поверувам во тоа дека гревовите мои се простени и дека сакам да искусам таа слобода што ми ја ветуваш во Библијата. И така, со тоа ќе почнеш и да читаш и Библија, и еден од начините на кои што Бог зборува е Библијата. И затоа ти е многу важно да ја читаш, затоа што и најважно е да почнеш од Новиот Завет, затоа што ако ја читаш неа, Бог што ќе ти зборува, ќе почнеш незаприметливо, не ти со своји сили и со труд и да се пазиш што преш и како преш, не току ти како што ќе ја читаш таа, умот ќе ти се Бог умот ќе ти го обликува како глина, ќе ти го обликува и срцето и умот и ќе почнеш ќе почнеш некои гревови што си ги правила, ќе почнат природно да се одат, како природно, како незаприметливо ќе престанеш незаприметливо да ги правиш. Така затоа е многу важно да си секогаш искрен. Кажи на Бог, Боже, јас не верував до сега во тебе, не те знаев, сега сакам да те запознам, биди искрена. Бог сака кога сме наискрени со него. Па дури да имаме погрешни верувања, да му кажеме, Боже мој, јас така верувам, но дали е тоа како ти што сакаш да верувам? Дали тоа е вистина? И тогаш Бог ќе ти каже. Така да тоа е начинот на кој што Бог можеш да го прифатиш. Како да ми се отстранат сите лоши мисли кои ме привлекуваат на мене веќе скоро и до 2 години. Мисли единствено и најчесто не можеме ние да ги замениме. Ако се контролираме, тоа е веќе наш труд и тогаш изгледа како Бог да не ни е потребен. Но Бог е тука, Светиот Дух е тука, Бог општо е тука со нас, за тој да не менува, тој да се грижи за нас, окей? За работи што ние не можеме како луѓе да се грижиме, тој да се грижи. И за мислите да ти се отстранат, односно да се елиминираат, односно не може целосно, но поголемиот дел и да се отстрани и да се, нели, да ги немаш, е преку на некој начин полнење на умот, односно хранење на умот и срцето со Божјото Слово, со Библијата, повторно ќе кажам, затоа што Библијата е Божјо Слово, Божја реч, Бог она што го кажал, што кажува, само она што го кажал Бог. И таа, кога ќе размислуваш на работите што во неа ги вели Бог за тебе, и кога ќе почнеш да ги веруваш, тогаш, колку и да изгледа тоа може би глупаво или пак премногу добро за да е вистина, затоа што многу луѓе не веруваат затоа што така мислат, но не е тоа така, затоа што Бог е совршен. Ако ние не сме совршени и сме навикнати да гледаме несовршени работи и лоши луѓе и не сме навикнати на добри работи, Бог е тука да ни покаже дека сепак она што за нас изгледа невозможно, за него е возможно. И затоа е возможно да се промени умот и мислите и срцето и начинот на живот и навиката на гревови со тоа што ќе читаш Библијата и ќе веруваш во она што пишува во неа. Предпоследно прашање е дали имам дечко. Имаш дечко? Поздрав и до тебе. Немам. Ќе снимам едно Get Ready With Me, може би некогаш на TikTok, каде што ќе објаснам зошто и кое е моето мислење и односно според Библијата, кој е начинот, како можеш да дојдеш до вистинскиот партнер кој што Бог ги има за тебе и кои се работите што треба и не треба да ги правиш кога си во врска. Иако многу што не треба да гледаме на тоа што не треба направила, туку на која е Божјата волја
Така да ако сакате такво видео, пишите во коментари поврзано за таа тема. За дечко и потоа нели маж, затоа што еве ми некој ме праша да јас сакам мојата оно што ќе го најдам прво да ми биде нели пријател. Тоа е начинот на кој што Бог сака ние според Библијата да се однесуваме како добро општо машко женско нема врска. Бог сака прво, тоест начинот на кој што навистина треба да се случи да најдеш маш, еве ќе идеме малце подалеку. Тоа е прво да ти биде нели ако некој ти се допадне, да го прашаш Бог, најважно е тоа. Потоа да откако прашаш Бог, да внимаваш, да се запознаете и ќе гледаш не по изгледот и само по добрите дела. Туку ќе гледаш општо плодовите. Што тој прави, како се однесува, како реагира во лоши ситуации, како реагира, дали е бесен, дали се кара со тебе, дали се расправа со тебе. Многу е важно тоа, окей? Тоа е многу важно. Не велиме ние дека сакаме да најдеме совршен, не постои совршен, ама барем да ги знаеш карактеристиките што и оно со кое што ќе се сочувате понатаму. Многу е важно, затоа што еднаш бираш маш, затоа што разводот е грев и затоа е многу важно, затоа што еднаш правиш свадба, еднаш ја правиш таа одлука е многу важно со кој и како. Јас искрено сега моментално немам дечко затоа што не сакам, затоа што генерациите ги знаеме, лоши се. Многу е тешко да најдеш некој кој што искрено те сака и кој што не те сака поради изглед, туку кој што навистина те сака тебе за тоа што си, за таа личност што си и за карактерот. И затоа јас моментално немам никој, немам ни симпатија, можеби некогаш некој ќе ми се допадне по изглед, но не го сваќам тоа како за дечко. И последното е што не е прашање, туку е вели не е прашање, ама многу си убава. Thank you. Сите сме убави во Божите очи и општо треба меѓусебно да се сакаме и да не гледаме по изглед, туку по срце. И најважно е што имаш тука, а не тука. Така да, тоа беше тоа од ова видео, се надевам дека ви се допадна и дека сте добри и дека сте здрави и дека сте окей, затоа што времето се менува, но тоа, мислам, за времето зборувам за температурите за тоа, но сепак ние сме здрави и живи, тоа е најважно и не заборавајте да поминувате повеќе време, мислам да поминувате време со Бога и да сакате и да внимавате што слушате, да внимавате што впивате, со кого се дружите најважно, затоа што многу често се случува кога веруваш во Бога, да ти се појават многу другарки и другари фейк, што ќе се обидат да те оддалечат од Бог или скроз да пробаат да не читаш Библија, да не се молиш и да те оттргнат од тој живот и од тој повик на кој што Бог те повикува. Така да тоа беше тоа, се надам дека ви се допадна ова видео. Се гледаме сега во наредно видео кој што веројатно ќе биде gender reveal, но не знам како ќе биде, или Q&A со сестра ми, но ќе видите наскоро. За да дознаете што ќе биде тоа, пишете во коментари. Јас сум пресрекна и едва чекам да дознаете што е бебето. И нормално да гледате си повеќе видеа, затоа што доаѓа лето, здраве и живи, ако е Божја волја. Сакам многу работи да снимам и сакам да го искористам летото и за снимање и за многу работи што ми доаѓаат, како полагање за кола, 18-ти роден ден. Oh my goodness, концерт. Имам ова лето одам на концерт, конечно после 3 години. Така да тоа е тоа. Има интересни многу видеа. Ако сега прв пат ме гледате и ако скоро ме дознаевте, имате и други видеа на мојот YouTube канал, Охрид влогс, Q&As, други влогови, кампување, што нема. Така да ако случајно ви се допаѓа мојот контент, мојот канал, можете да видите, да продлабочите, да го видите убаво. Исто така имам и TikTok профил, каде што снимам Get Ready With Me, лајвови поврзани со верата, обични Get Ready With Me, каде што се спремам за нашколо, каде што и така постирам некој пост, некои слики, нешто. Така да. Исто така фоловнете ми на Instagram ако се уште не сте ме фоловнале. Таму постирам историња за Q&A кога ќе дојде општо ве известувам кога ќе има ново видео, што се снима, како се снима и така. Тоа е тоа. Се надам дека ви се допадна и ние се гледаме во наредно видео. Чао! Are we done, girl? We're done. We're defo done. You said I can't trust in you.